Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, Господи. Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, чуй го гласот на молењето мое. Кога повикувам кон Тебе, послушај ме, Господи. Нека се исправи молитвата моја, како земја пред Тебе, а воздигањето на рацете мои, како жртва вечерна, послушај ме, Денеска нашата Македонска православна црква го чествува споменот за светиот апостол Андреј Правоповикар. Тој бил син на Јоана и брат на Петар, роден од Вицаида и рибар по занимање. Прво бил ученик на свети Јован Крстител, но кога свети Јован покажал со прстот кон Господа Исуса, велејки: еве го јагнето Божјо, тогаш светиот Андреј го оставил својот прв учител и тргнал по Исуса. Потоа Андреј го привел и својот брат Петар кон Господа. После слегувањето на Светиот Дух на овој прв апостол Христос, му се паднало да го проповеда Евангелието во Византија и во Тракија, потоа во Дунавските земји, па во Русија и околу Црното море и најпосле во Епир, Грција и на Пелопонес, каде што и маченички пострадал. Во Византија го поставил првиот епископ во лицето на светиот Стахи. Во Киев поставил крст на височина и му прорекувал светла христијанска иднина на рускиот народ. По Тракија, Епир, Грција и Пелопонес превел мноштво народ во верата и им поставил епископи и свештеници. Во градот Патрас направил многу чуда со Христовото име и многу придобил за Господа, помеѓу кои биле и братот и жената на царскиот намесник Егијат. Егијат се разлутил, па заради тоа го оставил светиот Андреј на Маки и потоа го растел на крст. Додека бил жив, апостолот на крстот им кажал полезни поуки на христијаните кои се собирале околу неговиот крст. Народот сакал да го симне од крстот, но тој не дозволил. Најпосле апостол почел да се моли на Бога и потоа некоја необична светлина го осветлила целиот. Тоа осветлување траело половина час и кога исчезнало, апостолот ја предал својата душа на Господа Бога. Така го завршил својот земен век првоповиканиот апостол, кој прв од 12 големи апостоли го познал Господа и тргнал по него. Светиот Андреј за својот Господ постарал во 62-та година по Христа. Неговите мошти биле пренесени од Цариград, подоцна неговата глава била пренесена во Рим, а едната рака во Москва. Денеска нашата Македонска православна црква го чествува и споменот на светиот Фрунети, кој бил просветил на Абисинија за времето на царот Константин Велики. Тој мирно го завршил својот живот во 370 година, откако ги преобратил сите жители на Абисинија во христијанската вера. Овој голем пастир се преселил од 370 година и се преселил во царството на својот Господ. Амин. Господ Бог ни се вели во Евангелието дека повел
од другата страна на езерото со учениците. Кога тие забравиле да земат леб, имајќи при тоа при себе само една векна леб, размислувале што да прават. Знаејќи ги нивните помисли, Господ ги подсетил дека при нив доаѓа толпа од луѓе која бројува од над 45.000 луѓе. Со тоа сакал да ги охрабри и да им даде цврста надеж дека покрај него нема никогаш да бидат гладни ни жедни, иако имале само една векна леб. Колку ли само немир понекогаш предизвикува и самата помисла на неизвестност во дното на човековата душа. Вознемирувањето може само да се победи со надежта кон Господа Бога. Подкрепата и надежта се црпат од разумното расудување на тоа што веќе им се случува другите, а и нам допрва ни предстои. Нема да најдеме ни еден човек кој никогаш не се нашол во некоја безизгледна состојба и при тоа да не паднал во длабок очај. А при тоа тој се нашол неочекуван позитивен пресврт на својот живот кон подобро. Потсетувањето на негативните и болни спомени пробудува во нашата душа длабока депресија и црни, мрачни мисли за тоа што се може да ни се случи. Но Бог секогаш не упатува кон доброто, како и претходно. Треба да се свртиме кон Него. Уште пред да пропадниме во невојата, Он ќе ни испрати благодушност при која нема ни да се осврниме, ни пак да ја приметиме нашата неволја. Оној кој се надева на Господа, тој ќе биде обкружен со Божјата милост. Треба да трагаме по такви примери во Библијата, а и во својот живот и во животот на нашите најблиски. Така да како во огледало ќе видиме дека Господ Бог е блиску до тие кои го презиваат Неговото име. И тогаш стравувањето за нашите гревови нема да си го земе својот дел. Слава му на Бога. Амин.